Свети Климент, како и Кирил и Методи, има големо значење за македонската нација, држава и црква, бидејќи тој е извориштето на писменоста која се развива преку Охридската книжевна школа, вели професорот од Институтот за национална историја Митко Панов. Климент е во суштина и самата црква. Тој е самата црква Охридска архиепископија. Тој е светилник и заштитник на Охрид. Тој е световен и духовен водач на својот народ и црква. Тој е патрон на Македонската православна црква Охридска архиепископија. И затоа Климент е македонската национална икона. Климент е тоа што сме ние, тоа што не прави тоа што сме денес. Затоа Македонија и македонската нација го чествува Свети Климент како државен и црковен празник. И професорката Елка Јачева Улчар вели дека Климент Охридски е еден од најдаровитите ученици на Кирил и Методиј, покрај неговата скрипторска дејност и како што посочи ширењето на христијанството меѓу народот, се смета за основач на првиот словенски универзитет во Охрид, каде во текот на неговата 30 годишна работа поминале околу 3500 ученици. Благолицата, благодарение на неговата активност и на активноста на Свети Наум, кој подоцна му се придружува, успева да се задржи дури до крајот на 11-тиот, почетокот на 12-тиот век. Во тие ракописи кои што се настанети во таа скрипторска школа се одразени најстарите македонски црти кои што македонската црковнословенска варијанта ја издвојуваат од бугарската. И според Јачева Улчар и според Панов, делото на Климент Охридски има нераздвојна идентитетска врска и сведоштво за традициите и нашето културно наследство. Климент Охридски ја формира Охридската книжевна школа во 886 година, а 6 години подоцна му се придружил и Наум.